Свети Александар бил од Македонија и служел како војник во војската на римскиот цар Максимијан. Кога царот им наложил на војниците да се чествуваат римските идоли, Александар го одбил, искажувајќи дека е верен во Христа. Откако безуспешно бил убедуван да се откаже од својата вера и да се поклони пред римските богови, капетанот Тиверијан го оковал и го понесол со себе низ Македонија на пат за Цариград. Во секое место каде што поминувала поворката, Свети Александар бил измачуван, но секаде пред него излегувале христијаните, бодрејќи го да издржи барајќи од него благослов. На овој тежок пат светецот го следела неговата мајка Пименија. Во текот на патувањето на Александар повеќе пати му се јавувал ангел Господов, блажејќи му ги маките и храбрејќи го. Кога стигнале во местото Карасура, маченикот со молитва кон Бога направил чудо кога од едно суво место извадил вода за да ја угаси жетта, како нему, така и на војниците кои го воделе. На брегот на реката Ергина, Тиверијан му наредил на джелато да го погуби Александар и да му го фрли телото во водата. Кога джелатот замавнал, над главата на маченикот видел наоколу светли Божји ангели и се уплашил, а раката му премалела. Александар го прашал зошто му премалела раката, на што овој му рекол дека гледа некои светли момчиња околу него. Желен да умре и да се соедини со Господ, Александар му се помолил на Бога да отстапат ангелите за да не се плаши джелатот. По ова бил убиен. Пострадал кога имал само 18 години во 289 година. Неговата мајка Пименија го извадила од реката телото на незиниот син и чесно го погребала. Набргу потоа на гробот на маченикот се случиле многу исцеленија. Единствената црква посветена на овој светец се наоѓа во селото Белица Кичевско, каде што и се слави денот посветен на Свети Александар.